Добродојдовте во ова издание на темата на неделата. Овој пат во потрага по одговор на прашањето дали сегашните проблеми на Европската Унија ќе се одразат врз напорите на Македонија да стане нејзина членка. Во ова време на разнишани трансатлантски односи поради раскинатите трговски врски меѓу Европа и Америка, но и поради безбедносните тензии поврзани главно со Русија, се повеќе се поставува прашањето дали Европа е на пат да се подели. Некои експерти сметаат дека тоа само ќе придонесе за натамошно зацврстување на европското семејство. Јозеф Брамал, политички научник, експерт за трансатлантска политика и висок член на Германскиот совет за надворешни односи, смета дека Европа се распарчува, бидејќи како што вели се наоѓа под притисок од многу страни. Сепак според него токму ваквите повеќекратни закани би можело да им помогнат на европејците да се здружат. Откако Соединетите држави воведоа царини за увоз на европски челик и алуминиум, Европската Унија одговори со слични такви мерки врз американски производи. Брамл оценува дека трговскиот спор меѓу Европа и Соединетите држави покажува знаци на трговска војна. Таа, според него, се заканува да стави под прашалник работата на Светската трговска организација. Europe is in trouble, dire straits. We are having problems of our own and we are getting very much pressure, not only from Russia, but also from the former Western protectionist power, America. America is trying to divide and conquer, may have an easier job now because we are tearing apart Europe by our own means. Од друга страна, Брамал ја обвинува Русија за водење игри, додека Кина за тоа што, како што вели, не верува во либералниот свет. Biggest problem for Europeans is that many Europeans are still daydreaming. We still dream of a liberal internationalist world, while around us this world doesn't exist any longer. America is about to destroy this rule-based order. China doesn't believe it either, and Russia has been playing its own game anyway, so Europe has to wake up, and hopefully this external threat helps Europeans to get their act together. Затоа Брамал ги повикува европските лидери да преземат нешто во врска со се поголемите и побројни опасности кои доаѓаат од другите меѓународни фактори. The Union could be stronger. When you look at European history, it has always been crises that made Europe go forward, to go beyond our nationalistic egos. So maybe the pressure from outside will help Europe's identity to form and help Europeans to get their act together. Секако, како што додава, за тоа се неопходни храбри потези, главно во справувањето со популистичките сили во рамките на Европската Унија. Во овој контекст е изјавата на шефот на германската дипломатија Хајко Мас. Тој деновиве во Берлин, наведувајќи дека Европа мора да најде, како што рече, нов баланс во односите со другите меѓународни фактори, ги посочи и причините зошто. Donald Trumps egoistische Politik des America First, Russlands Angriffe auf Völkerrecht und Staatensouveränität und die Expansion des Giganten China. Die Weltordnung, die wir gekannt haben und an die wir uns gewöhnt haben und manchmal auch mit der wir es uns bequem gemacht haben, sie besteht nicht mehr. Alte Verlässlichkeiten zerbröseln in neue Krisen und jahrzehntelange Allianzen werden sozusagen im Twitter-Takt in Frage gestellt. Директно не, но индиректно превирањата во и околу Европската Унија ќе имаат влијание и врз она што ја засега Македонија, но и другите земји кандидатки за членство во Унијата, сметаат експертите. Според нив, со самата преокупираност на Европската Унија со сегашните проблеми, например со мигрантите, се отргнува вниманието од процесот на проширување. По години тапкање во место на Македонија во европските интеграции, македонските лидери последниве месеци добиваат тапкање по рамо од европските колеги кои ги фалат за напредокот. Оптоварено со своите проблеми, пред се поради спорот зимето со Грција, земјава сега може да го направи својот пробив во европскиот пат, но може да најди на пречки кои индиректно ќе влијаат на него. Според Зоран Нечев од Институтот за демократија, превирањата внатре во Европската Унија, како тие поради раскинатите трговски врски со Соединетите Американски држави или пак несогласувањата за мигрантите, немаат директно влијание врз тоа што ја засега Македонија, процесот на проширување на Унијата.
Но, додава тој, сепак сето тоа има индиректно влијание врз земите кандидатки за зачленување. Преокупираноста на Европската Унија сега со внатрешни проблеми може и предпоставувам дека ќе има одредено влијание врз процесот на проширување. Оно што ние го кажуваме дека се работи за еден процес на заслуги. Земите од регионот односно пред се Македонија го одработи своето и поради тоа треба да биде наградена. Тој смета и дека надвор од трговската војна меѓу САД и ЕУ и традиционално напрегнатите односи со Русија, сега на тест е германската влада, која се смета за мотор на Унијата и во однос на проширувањето. Темата поради која се нарушени односите меѓу коалиционите партнери во Берлин, вели Нечев, се мигрантите. И со една таква преокупација на важно прашање кое што не само што е од круцијално значење за самата Европска Унија, туку е од само круцијално значење за опстојување на владата на Меркел во Германија, го отргнува вниманието од политиката на проширување и она што треба да го добијат земите од регионот, посебно пред се Албанија и Македонија, како почеток на преговорите со Европската Унија. Инаку од трговските превирања и мерки и контрамерки меѓу Соединетите американски држави и Европската Унија не се стравува само во политичките, туку и во бизнис круговите во Македонија. Процените на Стопанската комора се дека македонските производители на челики и челични производи се под сериозна закана. Тоа пак е индустрија која има големо учество во брутодомашниот производ, што би влијаело и врз македонската економија. Нашиот Facebook и нашата интернет страница се отворени за вашите коментари во врска со тоа дали проблемите на Европската Унија би можело посериозно да се одразат врз земјите кои сакаат да и се придружат. Довидување.